Добро вечер на сите. Чекайте, ајде да почекаме да се вклучите. Добро познатата. Аха. Добро. Почнуваме полека да се вклучуваме. Добро вечер. Ајде сега чекаме да се вклучи Ангела, како што ветивме и минатата недела, така и оваа недела ќе имаме вклучување и ќе имаме разговор интересен кој се однесува на исхраната и емоциите. Што всушност ние храниме? Со храната. Дали тоа се однесува на нашите емоции или на нашата физиолошка глад. Така што е една интересна тема. Со Ангела едно нејзино искуство ќе сподели со нас после одржаната mindfulness тренинг работилница, што и се случи и како таа се доведе во ред. Инаку, еве, добре доаѓате, баш ми е мило што се вклучувате, благодарам што се вклучувате, затоа што навистина е ова една актуелна тема, кога сите некако се насочуваат кон здрава храна, добро вечер, се насочуваме кон здрава храна, кон здрави навики, се е тоа супер, и сето тоа многу зависи од, нели, храната е еден вид на енергија, тоа е енергија, меѓутоа што ние задоволуваме со неа. Добро вечер, Ангела, како си? Јас сум супер, одморено, на рад, ресетирано денеска одмор ден. И така, вие како сте? Одлично, супер. Еве, денес ќе зборуваме за многу интересна и актуелна тема. Воедно и како модерно стана да, нели, за здрава храна, здрави навики, па вежбање, па дисциплина и така натаму, а што всушност се случува на едно емоционално, на едно ментално ниво и како ние всушност се храниме и што јадеме. Дали ја задоволуваме нашата физиолошка глад или ја задоволуваме нашата емоционална потреба од некаква празнина. И токму тоа денес ќе позборуваме. Ангела, еве, додека се вклучуваат другите, да не проследат, затоа што навистина имаме една интересна и актуелна тема. Кој е твоето видување од, да речеме, од mindfulness-от кога беше пред една година до денес? Какви промени настанаа кај тебе? Па прво да дефинираме, да дефинирам што е прејадување. Не е само емоционално прејадување, туку прејадување како поим. Прејадувањето е емоционално, дали сме ние свесни или не. И дали ме слушате прво? Технички? Да, слушам, слабо слушам, ама те слушам. Се вака? Вака е подобро, да. Добро. Технички ја бидам исправни, после другото е лесно. Да, ќе зборуваме и за прејадувањето, туку чисто ме интересира, значи, каква промена има за една година кај тебе и дали воопшто има? Па пред тоа знаете дека, тоест не знаат луѓево, имав огромна потреба да секој пат во стресен период или не многу стресен период, да јас храната ја гледам како издувен вентил, односно како еден одбранбен механизам да кога нешто ми се случува, било која емоција, не знам, стресно на факултет, на школа, на било кај, и ќе седнам сабота, петок или било кој ден во неделата, буквално ќе се прејадам. И тоа е едно такво лошо, не би го дефинирала како лошо, туку едно такво гадно чувство кога ќе се прејадеш, се осеќаш толку лошо за себе, сликата за себе се менува, не ти се излегува, имам пропуштено премногу излегувања. И тоа беше еден циклус што траеше од 2020 па се до годинава, така нешто, почетокот на годинава, крајот на минатата година.
Мгм. Да, крајот на минатата година и беше едно од тогаш најлошите искуства, сега видено едно од подобрите работи кои што ми се имаат случајно во животот, бидејќи ме научи на доста лекции, така да и после mindfulness-от ми придонесе, ми даде една методологија да како се справам со тоа, односно дека може да се контролира, бидејќи во тие моменти за тие што го имаат искуство на тоа, и ја од моја перспектива прво, Мгм. Мгм. како моје искуство е тој момент се осеќаш како да немаш контрола. Мгм. И стварно мислиш дека ништо не може тоа да го контролира, тоа е така едно доаѓа вака, мора да се пријадеш и како што на луѓето сакаат да запалат цигара или да пијат алкохол, исто и храната, зависност од храна се ствара и тоа е една доста тешка тема која што бара доста методологии и техники, ама фала му на Бога, сега е се окей. Сега е се окей. Да. Најчесто јадеме, да, нели, за енергетски да се подкрепиме, за да добиеме енергија. Во секој случај тоа е поврзано, нели, со целиот наш систем во кој што сме емоционален, ментален, физички, физиолошки. И се е тоа во ред. Меѓутоа, понекогаш јадеме за да задоволиме може би некоја емоционална празнина. И тука може би доаѓа до некоја, ти што го нарекуваш, преадување, затоа што имаме толку многу, може би, потреба од храна, да внесеме и тоа не било каква храна, туку некоја точно што ќе ни даде задоволство, што ќе ни пружи некое задоволство во тој даден миг. Дали тоа ти се случувало на тебе? И да и не, и да, конкретно напад глад за шеќер, за Така? прости јаглехидрати, Така. ама и све што има дома. Мгм. Буквално било што има дома, дали е тоа здраво, нездраво, буквално све. Бидејќи прејадување не се мисли, окей, само ќе се прејадам и емоционално прејадување е многу она binge eating disorder, ако веќе навлегуваме во расстройството. Тоа е многу повеќе од само малку прејадување во кафана на еднодневно, туку зборувам за многу подолг временски период тоа да се случува. Тоа е веќе некој вид на расстройство, што пак не би сакала да го етикетирам како расстройство, бидејќи за све има решение, ама на подолг временски период е проблемот. За еднаш месечно што така малце ќе изедеме, сметам дека не е толку проблем, ама за нешто што подолгорочно се случува во циклуси, е веќе проблем. Да. Инаку што има дома, тоа се јаде, барем кај мене беше таков случај, буквално, или понекогаш кидам, буквално со последните пари, не знам, имам 500 денари, кидам 500 денари ќе потрошам на чоколада, што е лудо. Не е нормално. Не е нормално. Најчесто кога чувствуваме тага, имаме желба за благо. И тогаш обично панданот е чоколадото. Тогаш посегнуваме, сметајќи дека ние задоволуваме нешто, но тоа е многу минливо и менливо, затоа што се враќа повторно она емоција која што претходно била. И токму тоа, емоционалната глад се разликува од нашата физиолошка глад. Сега не знам дали ти можеш конкретно да направиш една споредба, која е разликата помеѓу емоционалната глад и физиолошката глад, која што ја чувствуваме. Дали можеш такво нешто да направиш? Еве, например, можам да ти дадам пример. Например, кога чувствуваш некоја емоција и ти во моментот сакаш да задоволиш, и ти во моментот чувствуваш глад и посегаш по нешто. И тогаш не бираш по што. Како што каже и ти, што ми се наоѓа по дома, јас едноставно зимам и си јадам. За разлика од таа емоционална глад, и тоа точно, некогаш има и точно што. Нели, некогаш благо ми се јаде благо и така натаму, физиолошката е се јавила постепено. Дали се забележала?
Значи, Да. степено. Во смисол, почнувам да чувствувам нешто, па како ми крчат цревата, нели, обично, па како празен да ми е желудникот, па нешто како, морам нешто да каснам, меѓутоа, не морам, во смисол, не стриктно благо. Чека, сега стриктно тоа ми се јади, тоа баш сладолед ми се јади, или не знам, баш такво и такво чоколада. Туку едноставно знаеш дека имаш потреба за глад, за храна, тоест, имаш потреба од физиолошка глад во телото ти се јавува и посегнуваш по веќе конструктивно размислуваш и си насочен кон нешто што имаш бенефит. Дали? Да, веќе сами дефиниравте, буквално физиолошката глад е таа која што постепено се јавува, енергијата паѓа, веќе пресметам ја некои 3-4 сати не сум јадено, логично е да ми се јаде. Емоционалната глад тоа не го варира. Доста може да се доста комплексна тематиката, бидејќи обично, пошто мојот случај беше, ја бев во дефицит, огромни дефицити имам правено, за да после ми се после предувањето ми дојде како буквално логичен механизам за телото, на физиолошки да ми бара повеќе храна. И тоа кога ќе му додадам стрес е најлошата комбинација што постои. Дефицит, стрес, нормално дека после ќе следи бинџење, епизода на прејадување. Најнормално е. Сега од таму кога ќе ги одвојам тие две, односно кога ќе ми се јаде мене толку многу, прво е физиолошка глад, а после следи емоционалната глад. Така да може и двете да се заедно. Меѓутоа емоционалната пак е емоционална, доаѓа од некаква емоција и секое предување сметам дека е од емоции, според некои мои теории што си ги правам во главата, бидејќи секој пат кога ние се прејадуваме, дали сме свесни или не, ние јадеме нешто. Може тоа да биде од среќа, од досада, од било која емоција која што постои или чувство. Исто така, сакав да споменам, што сакав да споменам, заборев. Добро, ќе ти дојде. Да. Ќе ти дојде. Оно што исто многу интересно е кај емоционалната глад, значи личноста кога се прејадува и после прејадувањето можеби не чувствува ниту дека се прејала, ниту пак дека онака задоволила нешто, но сигурно се јавува на крајот чувство на грижа на совест, односно што ми требаше тоа. Тоа е сигурно нешто што се јавува. За разлика, да речеме, од физиолошката глад, каде што веќе за време на оброкот чувствуваме дека се заситуваме и тука веќе нели доаѓа до ситост и знам кога да застанам и знам дека ми е сосема ова доволно. И тоа е супер. И она што го кажа, да, се јавува и навика за кога јадеш повеќе, после тоа и организмот да ти бара повеќе. Зашто ние луѓето апсолутно функционираме по навик. Значи се е навик. Дури и 3 оброци се навик. Значи буквално се е навик. И 5 оброци да ставите и тие ќе бидат навик. И кога ќе се фокусираме на здрава храна, и тоа е навик. Да. Се поентата е ние да го слушаме и нашето тело и кога ќе седнеме да јадеме свесно, односно какви намирници јас внесувам и поради што, зошто ми е тоа важно. Тоа е основното прашање кое треба да си го поставиме, зошто ми е тоа важно сега во овој момент, тоа и тоа да го изедам. Например. Да, и слушање на телото, морам да напоменам, дека не значи, ајде да го слушнам телото, сигурно ми се јаде чоколадо. Пошто природно, физиолошки, не е природно да ми се јаде мене чоколадо. Так. Не, тоа доаѓа повеќе од мозокот. Природно е да мене ми се јадат здрави макро и микронутриенти, тоа значи зеленчук, овошје, месо, јајца, квалитетни млечни производи. Тоа телото кој ќе му се дава, после тоа нема назад. Еднаш еве сега да изедам нешто друго што ми е надвор од тие некои здрави храни кои што ги јадам периодот, што стварно давам 150%,
Мене ми е лошо и мене сега мозокот цело време и Ангела се едно чоколадо да изедеш. Леле, како јас стварно имам една феноменална мозочна потреба да ја изедам чоколадо во моментов, после викам чекај, ја после тоа нема да имам енергија. Така да слушање на телото не значи слушање на мозокот. Слушање на телото значи правилно и рационално кога ми се јаде и правилно да знам што ми се јаде, бидејќи секој знае што е правилна исхрана, што не е правилна исхрана. Да, секој има своја дефиниција за што е правилна, меѓутоа има многу научни докази и многу природни работи кои што му се даваат на телото за да биде здраво и одржливо. Кога за прв пат ја освести таа потреба за храна, дека не е значи резултат на вистинска глад, туку е резултат на некоја емоција? Искрено се вака, кога ќе видам, не знам. Од секогаш постоело чувството во мене дека не е окей што се прејадувам, уште од самите почетоци кога почна ми се повторува циклусот, нешто не беше, окей, слушај си го телото као окей да се прејадуваш или не. Нешто некој глас цело време ми кажуваше дека не смеам тука да застанам. Добро. И со програма од 2022 или трета беше, 2022 на Манчева, тоа знам дека имавме прирачник, дека ги јадам уствари емоциите кога се прејадувам и тука почна целата таа тематика да ја малку повеќе истражам на таа тема, да уште повеќе се внесам во исхрана, суплементација и mindfulnessот плюс ми додаде како една јасна слика и индивидуален пристап за се ги разрешам јас проблемите и да можам повторно си ги поставам правилните прашања во некои такви моменти, дека не е сега дека мене не ми иде сега да се прејадам. Понекогаш стварно кога ми е доста напорен периодот ми е многу напорен, буквално мене леле викам сега кога ќе си дома, све ми да изедам, све, после викам и што ќе решиш со тоа? Дали нешто се решава со тоа? Буквално тоа прашање. Дали нешто решавам јас ако изедам повеќе? И сега ми се случувало да некојаш стварно ќе изедам од несвесност. И добро викам сега и ќе седнам после ќе пишам 2 сати ќе седнам ќе пишам зошто, како, што би можела да направам боле следниот пат да кога ќе ми се јави тоа чувство, што е нештото што би ме мотивирало да не го правам тоа, да не го повторам искуството. Исто така ми е и околината, собата во која што сум, за да тригерира едно такво искуство повторно. И тие ги имам сменато доста, пример, собата си ја реуредена околу тоа, да имам некои показатели да, окей, Ангела, као тука се осеќаш смирено, боле тука седи си на рад или гледа нешто друг одбранбен механизам, не знам, ќе земам вода ќе пијам, ќе земам мастика ќе жвакам наместо тоа и треба да најдеме малку поздрави или не толку лоши работи од прејадување. Така да. Па најчесто, еве и ти сама кажи, ти читала книги и сето тоа си го направила и да, најчесто луѓето зборуваат дека ние си ги јадем собствените емоции. Меѓутоа, за кои емоции станува збор? Како знаат луѓето кои емоции им се јавуваат за да знаат дека ги хранат емоциите, а не оноа што се вика потреба за храна, односно гладта? Тука доаѓа емоционалната интелигенција во прашање. И прво доаѓа од дефинирање на емоциите, односно да видиме кај ги осеќаме, дека има една пирамида што ја дава Давид, не пирамида, дали беше Давид Големан што ја дефинира емоционалната интелигенција, искрено не знам, ја учев на лани. Тој има цела книга, ама мислам дека имаш уште некој претходно што има зборувано на таа тема. Доста некој јак филозоф од минатиот век. И баш тоа го учев, имаше 7 работи. Прво треба да се освести емоцијата, сега ми е како памтам, може да не е баш најточно. Добро. Првото е нешто дека треба да се дефинира, односно да се пронајде кај се осеќа емоцијата, дали е тоа во колено, не знам, во срцето, било кај се осеќа. После тоа да дефинираме таа емоција, дали е лутина, бес, тага, среќа или било што, нели тие главните примарни емоции, има нели покомплексни, меѓутоа кои се тие примарните кои што ги осеќам. Ја сега, пошто секоја емоција си има некаков показател.
Среќата зошто се случува? Значи на добар пат сме. Тагата е од нешто, од некоја загуба. Лутината ни дава некаква фрустрација, имаме некаква пречка на патот кон остварување на целта. И емоциите уствари комуницираат со нас. Ама да дојме до дефиницијата, треба да се учи малку по-теоретски, по-практично, да пример, јас кога осеќам лутина, кога осеќам среќа, кога осеќам тага. И кога ќе ги имаме целата таа емоционална писменост, после може да работиме на чекај, јас зошто се прејадувам сега? Ја пошто сум била лута, јас сум јадела, сум се прејала тогаш на тоа место. Така да барам многу знање, многу едукација за да се освести самиот момент и да се дојде до некакво решение. Да, точно е тоа дека бара едукација и точно е тоа дека бара пракса и тоа е основното нешто, да практикуваме. И оно што е исто така интересно е што нашите уверувања и нашите навики не водат до нашето живење. Значи, оно што сега го живееме не е ништо друго, освен резултат на нашите навики и нашите уверувања. И сега, ако се вратиме малку, уште во детството, кога сме добивале награда да ти купам чоколадче, затоа што беше умен, или частам за роден ден со чоколадо, и било што друго, на несвесно ниво, подсвесно ние всушност испраќаме порака на нашиот ум дека со благото ние добиваме награда или го примаме за нешто убаво. На едно несвесно ниво ние создаваме навики за хранење, за јадење благо. Значи, не знам кој, некој да се досети на вакво нешто, во секој случај тоа е една навика. И што правиме? Не е ни чудо кога ќе чувствуваме тага, разочараност, фрустрираност, не знам, сме очекувале нешто, не ни се остварило, нервозни сме и било што, посегнуваме по нешто благо, затоа што умот тоа го доживува како една награда, како некој след кој е за нешто убаво. Нели, роден ден не те секогаш ги дочекуваме за нешто убаво. Па дури на крајот на денот, свадбена торта, нели, роден сечеме торта, па свадбена торта, па си сееш, па нешто се случува и секогаш е благото пандан на нешто добро. И ние фактички со благото на несвесно ниво даваме команда на умот дека задоволуваме нешто и дека му даваме некаква награда. Многу често се случува да јадеме и од досада. Многу често се случува да не сватат слушателите, гледачите, дека само оноа што ако не сме задоволни од нешто или ако сме биле во загуба или нешто слично, па тогаш посегнуваме по благо, чоколади и така натаму. Значи не, затоа што кај нас е создадена навика и верување дека кога се случува нешто добро, тогаш јадеме благо. И тоа е тоа. Меѓу среќа па сега има и здрави намирници со кои може да се приготви и благо и нели на еден здрав начин да го конзумираме во нашиот организам. Оно што е клучно е моментот кога значи трупаме. Сега, обично кога трупаме храна, најчесто тежнееме кон некоја заштита. Што е тоа што ми недостасува во овој момент? Од што јас се чувствувам незаштитено? Како, на кој начин, со што јас ја барам заштитата? Едно клучно освестувачко прашање што ми треба мене, што вистински ми треба мене во овој момент. Многу често и да сме жетни, ние мислиме дека ни се јаде. Значи, тоа многу често исто така се случува, како што велиш и ти, ќе се фокусирам, ќе се напијам нешто и веќе ми е подобро, веќе немам таква потреба. Значи, ние некако не знаеме да ја направиме таа разлика помеѓу жет и глад, на некој начин. И сега, која е таа, ми спомна дека има техники, дека е потребна едукација и се е тоа точно, и така е едноставно. Која е таа техника што тебе ти помогна да баш да го направиш тој свич, тоа вау момент? Имаше ли некоја таква или нека си и повеќе? Повеќе се. Првично поставување на прашање. И
можеби не е толку техника колку што е желба да остварам цел и поставувањето на целта да јас конечно намалам со масти веќе после толку време и да конечно го решам тој проблем бидејќи беше проблем доста долг период. И откога го решив тоа, окей, Ангела, нема да се посветиш само на физичкиот дел, као да вежбам и да тренирам, да тренирам и да се хранам здраво, ај овој пат направи нешто друго и посвети се малку повеќе на емоционалното, на тоа што го јадеше претходно. И кога почнав повеќе да пишувам дневник, да не оставам за 5 дена, туку секој ден или секој втор ден, или буквално чисто да си направам, пошто доста често се снимам видео само со себе, кога ке Ангела сега маца еден кетчап да си направиме, што и како се случува во животот, во мојот живот. И ќе седнам тоа, сега не де Боже ги постирам тие видеа, добро. И на некој таков начин, кога ќе ги искажам емоциите од тоа што се штитам, и тоа прашање исто многу клучно, од што јас се штитам, од кои искуства се штитам, што е во тоа што немам доверба, бидејќи ја пошто бев некој 10-15 кила подебелка од што сум сега, и немав доверба, едноставно сум се штитела од убави искуства во животот, пошто сум се сплашела да јас имам убаво искуство, бидејќи не сум мислела дека заслужувам убави искуства. И кога си дозволам, окей, јас ги заслужувам тие убави искуства, тогаш отпушташ нешто. Е, сега тука има и други трауми, за кои што би можеле да отвориме некој друг муабет. Така да, многу работи се во прашање и доста научив за себе кога пишувам и кога си го поставувам правилното прашање, кога ми го поставивте тоест кога сте ми го поставале правилното прашање на коучинг и на mindfulness. Така да сите тие методи работат ако се практикуваат. На крај крајва, буквално некој сега да реши може и без ништо да реши само дека ќе го нема тоа веќе или дека ќе најде начин, тој ќе најде начин. Апсолутно, се е до одлуката, а сите имаме избор. И сите на едносвесно или несвесно ниво ги вршиме изборите, најубаво е кога е свесно тоа ниво и тогаш изборот се идентификува, односно се е еквивалент на твојата одлука. И тогаш веќе можеш и да превземаш акција, тогаш веќе можеш да направиш и нешто добро за себе. И она во што се согласуваат научниците, посебно сега во ова време, нели со сите современи истражувања кои што се направени, е тоа дека нашите црева, ако убаво ја разгледаме физиономијата на нашите црева, изгледот, формата, значи, и физиономијата на нашиот мозок, можеме да дојдеме и до заклучок дека, и научниците тоа веќе го потврдуваат, дека буквално нашите црева изгледаат исто и како нашиот мозок. И велат дека цревата се всушност нашиот втор мозок. И таму ги добиваме сите сигнали и ги испраќаме сите сигнали. И оно што исто така се знае дека 90% од серотонинот се лачи токму во цревата. А серотонинот е хормонот на среќа. И во тој поглед, значи, ние мислиме дека со задоволување на гладта и со земање на некое задоволство преку храната, добиваме ние чувство на среќа, се лачи тој хормон. Меѓутоа, тој престанува веднаш кога ќе престане и внесувањето на храна. И, значи, тоа е само привид, бегање од реалноста. Зашто? Да. И додатно сега ме подсетивте, додека работев јас и емоционално и физички секако, доста разбирање од таа тематика ми донесе и едукацијата за тоа, особено физиолошкиот дел, која ја разбрав како функционира физиолошкиот дел внатре, сега серотонинот, па таму, па тука е, малку подлабински на побиолошки начин, и бев уште толку фасцинирана колку ствари, прекрасно, пресовршено работи телото и како тоа во комбинација со методите и алатките кои што ги читав и учев на располагање е многу феноменално. Така да доста клучен момент е и разбирањето на како се појавува. Оствари пак доаѓаме до емоционалната интелигенција. Така е. И оно што е исто така многу важно е како ние се храниме. Значи, не со што се храниме, тоа е важно,
Меѓутоа го исклучуваме моментот на како се храни. Не знам дали си ја читала, верувам дека си ја читала Твојот втор живот започнува кога ќе сватиш дека имаш само еден. И таму се зборува за тоа рутинолозите и за навиките кои што ги имаме и постапуваме секојдневно по одредена рутина. Има еден сегмент кој што ние на Mindfulness одлично го обработуваме преку медитации, нели, преку хранење со освестување на сите сетила кои што ги имаме, активирање на сите сетила при самото внесување на залчето. Таму тоа го прават на тој начин што ставаат повес на очите и буквално ја вкусуваат храната. И како што велиме и во комуникацијата секојдневна, многу е поважно како ние комуницираме отколку што зборуваме. Буквално е исто и кога внесуваме храна. Значи, како ние ја внесуваме храната и дали ние при внесување на храна сме со сите сетила активни. Како ти ја внесуваш храна? Јас периодов, ако ме прашате, е катастрофално како ја внесувам храната, дека се навикнав да гледам доста видеа, друго правам тоа. Додека кога е само момент на онака mindful, полека, окей, смирено, и после све друго во денот, периодов ми е турбулентно, поинтензивно од предходно, ама си го дозволив тоа и намерно си го дозволувам тоа да до ручекот и на крај последниот оброк кој ќе јадам ми е полабаво, смирено, сите уреди ми се тргнати и веќе по окей го освестувам тој момент. Така. Да, се случува нели некогаш во хаотичност и во брзање земаме храна и да не уживаме во неа при тоа, да не чувствуваме ништо, туку едноставно само задоволуваме некоја потреба која што ни се јавила. При тоа не уживајќи во сето тоа. А поентата е да уживаме и во храната која што ја конзумираме, затоа што тоа навистина ни дава можност да освестуваме многу вкусови кои што не сме ги ни освестиле. Ние само имаме, да речеме, одреден, бидејќи нашиот, нели, на свесно ниво можеме да регистрираме некаде од 5 до 9 информации, значи толку регистрираме, сето останато останува нерегистрирано. А тие 5 до 9 информации, да не зборуваме тоа видеото или зборување со некого, си правиме муабет, па си грицкаме, гледаме филм, си грицкаме и така натаму, тогаш апсолутно несвесно трупаме работи кај нас во нашето тело, а нашето тело е нашиот храм. И оно што секогаш го кажувам е дека не постојат неизлечиви болести, постојат само неизлечиви луѓе. Така што се е до нас, се е до нашиот ум и оно што треба да направиме е да поставиме граница, за да можеме да воспоставиме баланс во нашето тело. Сега, на кој начин ти го поставуваш твојот баланс? Сега, додека, еве, ќе направам еден мал пресек, размисли на кој начин се поставуваш баланс. Кога си во состојба, сега си ете во таква состојба каква ти налага, и тоа е свесност која ќе си дадеш одишка и ќе речеш сега ми е таков период за 2 дена, 5 дена, небитно, значи се враќам во колосек и тоа е свесност. Јас само ги повикувам сите слушатели, гледачи, доколку имате прашања да поставите на оваа тема, слободно поставете. Ние сме тука за еве да одговориме, да имаме взаемна интеракција, бидејќи секој еден од нас сигурно се соочил со било каков проблем, посебно кога е нели преадувањето во прашање. И има и друга крајност, не велам не, исто така кога се емоциите во подем, во кога знаат да се развиктат, а ние едноставно не умееме да ги забележиме, да ги идентификуваме, да ги препознаеме пред се, за да можеме да ги идентификуваме. И одиме во една друга крајност кога не јадеме ништо.
и доаѓаме до изгладнување. Така што и едната и другата крајност се сепак крајности, еден биполаритет. Оноа што нас не интересира е воспоставување на еден баланс. Повели Ангела, како ти го воспоставуваш балансот? Баланс прво за мене како поим, не ќам да балансирам периодов со храната, идам буквално на здрава храна, само здрава храна у смисло од броење калории, макроси, микроси, све да биде перфектно. Ама тоа го правам рационално, бидејќи се зададов таква цел. И пак е периодично, знам до кога тоа ќе го правам и свесно идам у тоа. И малце не е нормално и не го препорачувам за секој, пошто е доста обсесивно, ама доста работам на тоа и сум спремна за еден таков притисок, така да периодов не балансирам. И периодов буквално многу работи ме научи, што ќе зборам за некоја недела од сега, малку да избалансирам тогаш. Така да, како балансирам, пример, еве со исхраната посвесно како јадам, буквално ги имам изброено точно калории, сега не знам, зеленчук не бројам до толку, до секој грам. Тоа ми е балансот, малку сум поекстремен случај и не би требало секој да се споредува со мене или било каков начин да зема пример од мене. Апсолутно. Така да баланс периодов немам од тој поглед на исхрана, ама го најдов тоа што работи за мене. И за мене работи да мојата храна биде перфектна периодов, да мојата храна биде измерена на периоди, да тоа знам до кога ќе го правам, да не биде дека цел живот ќе бројам калории, бидејќи тоа не е нормално. Не е нормално, работам со луѓе за ова да го правам. И така да периодов не балансирам, и сега после дефицитов здраве да ги вратам калориите, тука следи период на побалансирана исхрана, вметнување на по-задоволителни и убави работи, што многу ми фалат малце. Така да, периодов не балансирам, е одговорот. Така, не балансираш периодов, во секој случај си балансирала и секогаш балансираме, дури и небалансирањето е некаков баланс на нешто. Во секој случај. Дали ти некогаш си ја слушнала пораката на твоето тело и која била таа, доколку си имала некоја порака? Не е окей да се прејадуваш, ми смета. Многу ми смета. Како си постапила во тој момент, кога си го слушнала тој глас? Наоѓам начини како да го решам тој момент. Уствари прво го дефинирам проблемот, после тоа доаѓам до решение. Ги барам чекорите како да стигнам до тоа решение и барам параметар како би ги мерела работите да знам дека сум го решила проблемот. Добро, бараш мерливост, како една екзактност на доказ за оноа што го постигнуваш, и тоа е окей. Дури да не бараш мерливост од цифри. Што мислиш? Кој би бил твојот показател внатрешен што би, значи не мора да се изразува со цифра и со број? Хармонијата у себе, мирот што го осеќам. Пример, у моментов, ја може не балансирам со исхрана и нели за секој различно што е баланс и така натака. Ама јас сега у моментов се осеќам најмирно, пошто работите кои што си реков дека ќе ги направам и работите што ги правам и работите што сакав да ги направам, у моментов ми се остваруваат и ги правам. И се осеќам мирно. Ако сум рекла дека јас ќе го решам тој проблем пред една година од сега, јас веќе го имам решено тој проблем. Така да тоа за мене е одговорот и мерливоста, и хармонијата е одговорот у тоа јас што го правам моментално. Тој не баланс, уствари мене ми е хармонијата и балансот што сум го барала предходно. Така е, надворешното со внатрешното. Кога тоа е во баланс, тогаш и ти си во баланс. Буквално.
И тоа е, да, и тоа е фантастично. И еве, уште еден начин како можеш, дури и без да се држиш ригидно за броење на калории, броење на, не знам, дефицити, не знам тоа што се не, масноти. Значи, оноа што е единствено мерливо сме самите ние. Кога ќе го стишам умот и кога ќе влезам во себе, нели, кога ќе дојдам во разговор со моето тело, кое што, нели, тука ме одржува, тоа е мојата руба во која што тука обстојувам. Кога ќе разговарам со него, тогаш точно знам дека е окей. И кога во тој мир, тој ми тоа дава сигнали, значи тоа дава знаци. И тоа е тоа што треба да го следам. И кога јас се чувствувам во тој диалог окей, тогаш е се окей. Значи, без никакви показатели. И тоа е единствената, мислам, мерлива варијабла која што може да ни биде еден мерен инструмент за тоа во каква состојба сме ние. И оноа што е исто така многу важно е разговорот што го правеше и пораките кои ти ги упатуваше телото низ вежбите на mindfulness, ако се сеќаваш, кога имавме разговор со своето тело. Која беше пораката? Дали се сеќаваш? Која беше пораката лани за твоето тело? Ајде да ми текне. Ај, сети се. Леле, не паметам. Веројатно дека треба да... Не знам. Искрено. Можеш да сетиш? Во секој случај, дали беше пријателски расположено твоето тело или... Да. Да. Мислам дека ништо не ми порачуваше, туку се договоривме. Да, направивме договор, сега периодов ќе го правиме тоа, за да го постигнеме тоа и тоа, бидејќи претходно не беше усклад со твоите цели. Тоа беше уствари пораката. Виж како дојде. Да. Супер. Значи, се договоривте, постигнавте договор на една ускладеност, една усогласеност и ти за неколку месеци во суштина, тоа веќе го постигна. Скроз. Колку е важен тој договор и колку е важно да освестиме во суштина што има да ни порача телото. Многу интересно кога ќе го пофалиме некого или кога некој нас ќе не пофали или кога ќе ни даде некаков комплимент за нешто, тоа за нас е нормално. А кога ние ќе се насочиме кон нашата внатрешност и ќе почнеме еден внатрешен диалог со нашето конкретно тело, тоа нешто, овој се штрапнал, нешто му фати. А во суштина, сите пораки и се што имаме, можеме самите да го решиме. Значи, едноставно, само треба низ вежба, низ процес да се слушаме себе. Затоа што диалогот секој од нас го води, или некој го вика монолог, кој како сака, кој како милува, нека го кажа, некој има и драмско действие со сцени повеќе, богами. Значи, во секој случај, неприфаќањето на тоа што се случува во нас, не може ни да ни понуди решение за тоа што се случува. Истиот момент, кога јас ќе прифатам дека јас нешто си правам, значи имаме постојани мисли, мислите не се ништо друго, освен диалог, монолог, како сакате уште еднаш ќе кажам, наречете го, некогаш си само слики, но тие слики повторно добиваат вербализација некоја, и се додека ние тоа не го прифатиме, не можеме да правиме никакви промени. Затоа што остануваме глуви, остануваме слепи за нешто што на вистина е тоа единствената реалност која ни се случува. А сето останато надвор што го гледаме е само одраз на тоа што внатре си го муабетиме.
Буквално. И тоа е целата поента. Всушност и напредувањето и оно што можам да кажам искуствено од mindfulness-от конкретно, дури имаше науките кога јас одев, значи во странство, дури имаше и излекување и од анорексија, има случаи излекување од булимија, значи исклучиво се работи за свесност и ништо повеќе од тоа. Кога има некој проблем, нели проблемот е шанса, кога ние сме можеле да направиме некаков проблем, ние сме единствени што го имаме и решението на тој проблем. Буквално. Така. Повели, имаш ли уште нешто да додадеш, нешто што може би сакаш да им порачаш? Гледачите не слушат. Би го кажала, ако некој стварно се соочува со тој проблем, јас што би се порачала од тие моменти е дека you did it girl, онака баш, као дека успеав и секојаш потајно ќе има некој чувство дека пак можеби ќе се појави страв, ама тоа е само мисла и ништо друго. Тоа е само мисла и ако воспоставиме правилна комуникација со телото, пошто искрена комуникација е клуч за све, за секој конфликт, дали со нас самите, дали со некој друг. Ако ние воспоставиме буквално, пошто телото комуницира со нас, телото цело време ни кажува, ни раскажува нешто, ако го слушаме. И па поентата е да го слушаме. Поентата е да го слушаме, така како преска што кажав, дека кога зборуваме комуникацијата е оноа како зборуваме, 93%, истото се случува и со нас. Значи, ние комуницираме буквално со се во нашето тело. Со сите органи, ако сакате, ќе ве заболи глава и кажувате дека ве боли глава. Тоа не е ништо друго, освен сигнал на нашето тело, нешто се случува и имаме разговор со тој сигнал. Токму на mindfulness го правевме тоа. И секогаш ја слушаме пораката и тогаш се случува и решението на било што. Баш ми е драго што за неколку месеци се случи твоето решение на тоа што се слушна себе и ја слушна пораката од твоето тело. И го имаш овој исход кој што уште и уште верувам дека нели ќе доживува експанзија и ќе го достигне својот врв, после кој треба да го одржуваш во секој случај. Дали имаме прашања? Дали има прашања со ова што го гледам сега во овој момент? Не гледам, Ангела, ти ако видиш некое прашање. Не, сите се без коментар. Имаме тука нешто. Само тоа, како велам јас да ги ставам овие снайперките, за да можам да видам. Супер, благодарам и вам што се вклучувате. Снежка, супер, поздрав. Поздрав и до Дани. Да, тие се едуканти од mindfulness, кои што го помина и откако кажува дека откако ја поминала едукацијата, јаде свесно и дека не се прејадува и тоа е супер, благодарам. И Дани има порака. Велика и мене е кога ве поздравка и мене кога чувствувам нервоза, посегнувам кон грицки, но некогаш и не ми се јаде воопшто. Да, тоа што го кажавме, секогаш е различно, тешко е да се направи баланс ако не си свесен за она што го внесуваш, да, токму така. И да ни направи слободно вежбата со тоа што во суштина мене ми треба. Што е тоа што во овој момент мене ми треба? Може би ми треба забава, а грицките ми се, не знам, одрас на нешто што мене ме забавува, не знам, нешто како мала, па си доживеала нешто искуство, некој интересно со грицките, обично грицките ги взимаме за забава, па ако мене ми треба забава, што е тоа што, со што јас можам да се забавувам и со кого можам да се забавувам? Па свртете на телефон, па договорете се со некого и така натаму. Значи, секогаш сигналот следете го и разговорот со вашето тело. И тоа е тоа. Тука имаме, да, здраво, Нина. Значи, секој кој, ако имате нешто, поставете прашање слободно, mindfulness, едукацијата, тренингот, уписите се во тек, стартуваме на 20 октомври со mindfulness, каде што
го работиме се во ова, учиме за свесност, пред се е свесноста, затоа што и да ни треба во животот, значи буквално што и да ни треба во животот, се должи на нашата свесност, на нашиот фокус и на тоа како ние управуваме со себе. Ние сакаме да управуваме со другите, дури сакаме да бидеме лидери во нешто и не знам што, меѓутоа знаете како се паѓа во вода ако не знаеме да управуваме со себе. Така што слушајте се себе, слушајте го вашето тело. Ангела, ти благодарам, само совет, дали имаш некој да им испратиш вака во една-две реченици, кратко? Тоа комуникација со себе и работа на себе. И работа на себе. Да. Тоа е нешто што имаме полни раце работа, цел живот работа. Да, не значи дека ова е волшебно стапче. Јас бев тука, ја посетив оваа едукација, многу интересно, ја прочитав оваа книга и јас знам се, мислам нема проблем. Јас знам се е нешто што не затвора во еден круг, каде што ни создава една ригидност, да не бидеме отворени кон нешто ново што се случува. Едната работа, втората работа е, ако јас знам се, знае дека тој не знае ништо. И она што исто е многу важно е да се отвориме за нови пракси, нови навики, да создаваме нови навики кои ни носат добра. Сето тоа го постигнуваме преку континуитет во едукацијата и практиката. Значи практикувањето на оноа за што зборуваме, а не да биде гола теорија. Теоретски сме многу силни, водечки сме по теорија, меѓутоа, оној дел кога треба да се преземе иницијатива, активност за управување првенствено со себе, тука некако, јас ова го знам, супер, од знаење нема ништо, сите знаеме дека водата е H2O, мислам, тоа е знаење. А нешто повеќе од знаење, свесност, е веќе дека водата кога ја внесувам во мојот организам, како ја внесувам, како таа паѓа низ моето грло, што се случува со сето тоа, ме рехидрира. Значи, дури можам и порака и намера да испратам. Значи, тоа е веќе ширење на свесноста. А за знаење сите знаеме дека водата е H2O и дека таа не лади и така надале, и дека жетата ја задоволуваме. Тоа би било тоа во секој случај. Благодарам Ангела и за тоа што сподели. Благодарам што овие две вечери, нели, претходната недела, еве и оваа недела споделуваш твои собствени искуства, низ кои поминуваш. Ќе имаме нови наши средби, секако. Да, не застануваме тука, продолжуваме и понатаму. И ви благодарам и на сите вас што се вклучивте. Благодарна сум ако имавте корист, нешто полезно и понесовте нешто поучно од сето ова. Верувам и Ангела дека е благодарна за сето тоа, затоа што секогаш на моите едукации прашувам што ви беше корисно и како се ова можете да го практикувате уште сега и веднаш. И сега и веднаш почнете да јадете свесно, затворете го барем визуелниот канал, освен пред да ја видите храната, прво видете, а па затворете го каналот. Визуелен, тој рецепторен систем и потоа фокусирајте се на миризбата, за да можете да се фокусирате потоа и на вкусот. И на тој начин пробајте барем неколку залчиња и можете и да пишете, па и во приватна порака, што се случило. Така што, бидете свесни, свесно хранете се, разговарајте со своето тело, ве очекувам на mindfulness тренингот и до тогаш сакајте се себе, сакајте и луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте и луѓето кои ве чуваат вас. Имајте убава вечер. Ти благодарам, Ангела, и чао, чао. Чао. Благодарам на сите.